Бавна и незадоволителна е истрагата за пожарот во импровизираната дискотека во Кочани, сметаат родителите на трагично загинатите и продолжуваат да бараат одговорност од сите инволвирани за повеќегодишното работење на кабарето без исполнување на минималните стандарди. Од друга страна пак, министерот Тошковски во телевизиско гостување истакна дека се надева дека за брзо време ќе заврши истрагата, но и дека за кратко ќе може да ги изнесат сите факти што се во интерес на јавноста. Се надевам дека за брзо ќе заврши истрагата и ќе покаже дека е последица на еден корумпиран систем кој што месец за месец, година за година го нагризувал легитимитетот и легалитетот на функционирањето токму на предметниот угостителски објект кој видовме како на крајот заврши. Доказите со кои што сум запознаен во рамки на истрагата, која што пак напоменувам не е се уште завршена, говорат за континуирано незаконито коруптивно постапување во многу сегменти во рамки на институциите кои наместо да заштитат, наместо да проверат, наместо да утврдат фактичка состојба во насока на вистината, тие правеле се, само тоа не. Но, колку лица во моментов остануваат во ефективен, а колку во куќен притвор и дали ќе следат нови приведувања, се прашањата на кои 24 побара одговори од истражните органи. Судските инстанци брифираат дека по секој предмет се постапува поединечно. Тим од 13 обвинители работи на случајот, а не се исклучува можноста за проширување на истрагата со нови лица. И главниот обвинител Љупчо Коцевски деновиве истакна дека истрагата за страотната трагедија се очекува да заврши до 17 јуни. Во меѓувреме, додека трае истрагата по трагичниот настан, Кочани остана во тишина. Болка, шок, неверување и чувство на беспомошност се уште се присутни во многу семејства. Зад оваа тишина се кријат луѓе кои не знаат како да се справат со она што го чувствуваат. И тоа е разбирливо, вели претседателката на Комората на психолози. Кај многу сме виделе чувство на вина, заради тоа што или се останати живи, или затоа што изгубили, или затоа што мислат дека можеби на некој начин влијаеле да се случи нешто. А што не е точно, заради тоа што, да, ние сите сакаме да разбереме кога ќе се случи трагедија, зошто се случила трагедија, кои биле причините, ама во оваа трагедија нема никакви лични причини. Никој не е од луѓето што ги пратиле таму или што биле таму, никој не е виновен за тоа што се случило. Постојат да виновници кои моментално МВР и нели државните органи ги гонат и ги затвараат или ќе имаат санкции или било како. Ама луѓето приватно, индивидуално не се виновни за тоа што се случило и ниедна нивна постапка немала да била различна за дали ќе доведе до оваа трагедија или не. Токму затоа е важно да не останеме сами, додава Стојановска. За таа цел Црвениот крст во соработка со Комората на психолози има формирано група од локални психолози, која што ќе прерасне во регионален центар за ментално здравје за давање на психолошка поддршка и помош на населението во овој регион.